Добар ден на сите. Се надевам дека имаме луѓе кои што се вклучија веќе на настанот, почнуваме на време. На оние што ќе се вклучат и покасно, исто и за нив важи топлото добре дојде на сите на ова тематска тркалезна маса, која што мрежата за заштита од дискриминација ја наслови на тема состојбата со човековите права на ЛГБТ и луѓето во контекст на денешните услови кај нас, моменталната ситуација со здравствената криза и во услови на отсуство на квалитетни механизми за превенција и заштита од дискриминација. Овој настан мрежата за заштита од дискриминација го организира во соработка и во рамките на овогодинешниот Скопје Прајд како дел од програмата на виртуелниот Скопје Прајд. Сето ова всушност се одржува и во месец јуни, месецот на гордоста, во кој на секаде низ сето се слават различностите и борбата за човекови права. На ЛГБТ и луѓето борбите за слобода, достоинствен живот, еднаквост и правда. Овој настан исто така е дел од активностите на мрежата во рамките на проектот Унапредување на еднаквоста преку следење и зајакнување на системот за спречување и заштита од дискриминација, на што особено ќе се осврнеме денес на овој настан, малку подлабоко да ги јавно да ги истакнеме предизвиците, комплексните проблеми со кои што заедницата се соочува токму како последица на овој систем на превенција и заштита. Така што се надевам со гостите кои што ги имаме денес, кои што работат на различни полиња поврзано со сето она што го споменав претходно, како во делот на пристапот до правда, што значи квалитетна законска рамка, како она што се случува кај нас негативно влијае врз заштитата на ЛГБТ и луѓето, како и сето ова влијае политички, какви се политичките влијанија врз унапредувањето на човековите права на ЛГБТ и луѓето и што значи социјалната правда и социјекономскиот статус на оваа заедница кај нас, особено со фокус на најмаргинализираните, сиромашните и оние кои што највеќе трпат дискриминација и насилство од самата заедница. Темата ќе ја отворам со најнапред да ги најавам денешните учесници на ова онлайн тркалезна маса. Добре дојде за Јована Јовановска-Кануркова, која што е правна советничка и доаѓа од мрежата за заштита дискриминација, меѓутоа работи во ЛГБТ центарот за поддршка при Хелсиншкиот комитет за човекови права. Потоа имаме Јована Тренчевска, која што е државна секретарка во Министерството за труд и социјална политика. Добре дојде за вас, Јована. Драгана Дрндалевска доаѓа од мрежата за заштита од дискриминација, работи во коалиција Маргини како правна советничка, експертка по антидискриминационо право. И го имаме Бојан Петровски како представник на Зелената партија Дом, односно председател на младинскиот огранок МОДОМ и член на извршниот одбор на Зелената партија Дом. Најпрви би ги замолила сите оние кои што од технички аспект, кои што се вклучени преку платформата Zoom, да се стават на активко, за да можеме сите соодветно да се слушаме. Сите оние кои што имаат прашања, ќе следува дел за прашање и дискусија, меѓутоа можете да ги поставувате и во текот на разговорот до нашите учесници и говорници. Секако јас ќе го најавам тој дел кога ќе дојде време. Јас ќе им дадам збор на учесниците. Имаме отприлика два дела. Првиот дел се однесува на нивни излагања во однос на одредени теми поврзани со темата, а потоа ќе имаме и втор дел каде што ќе разговараме за идни идеи, решенија, предлози можеби, како одредени работи би можеле да се решат и што е итно потребно во врска со унапредувањето на правата на ЛГБТ заедницата кај нас, онолку колку што ни дозволува просторот и времето. Јас би ја поканила најпрво да своето излагање да го представи Јована Јовановска-Кануркова, отприлика да се осврли, да даде едно неизино мислење каква е моментално ситуацијата со состојбата со човековите права на ЛГБТ и луѓето во моментот, еден краток пресек во она што таа го работи, како влијае оваа здравствена криза, каков е степенот на дискриминација, насилство
и слично. Кои се резултатите последно кои што ги добивме како држава во овај дел е на нејзина перспектива. Повели Јована. Ти благодарам, Милена. Најпрво сакам на сите да им го честитам месецот на гордоста, бидејќи сепак овој настан е во рамките на месецот на гордоста и Скопје Прајд. За жал оваа година не можеме да маршираме, не можеме да имаме физички Прајд, меѓутоа се надевам дека настаните од дигиталниот Прајд до некаде ќе ги задоволат целите кои ги има Прајдот како марш и протест. Во врска со моето излагање и во врска со твоето прашање околу состојбата со човековите права на ЛГБТ луѓето во нашата држава, не можам да дадам еден дефинитивен и конечен одговор, меѓутоа можам да дадам осврт како се одвива унапредувањето или уназадувањето на човековите права на ЛГБТ луѓето во нашата држава. Па така би споминала дека во последните неколку години имаме дефинитивно некаков напредок. Меѓутоа, за жал, морам да констатирам дека дел од тој напредок се уште е само на хартија и дел од тој напредок е се уште само декларативен. Па затоа сметам дека човековите права на ЛГБТ луѓето за жал се уште се на многу ниско ниво реализирани од страна на нашата држава и навистина треба уште многу да се работи на напредувањето на човековите права во сите области. Оно што ние го имаме нотирано како граѓански организации, како активисти кои работат во ова поле, е дека постојат одредени области каде на ЛГБТ луѓето човековите права особено им се прекршуваат, им се повредуваат, меѓутоа и некои области каде што тие воопшто не можат да ги реализираат своите загарантирани човекови права. Кај нас, за жал, недостасува квалитетна законска рамка, која ќе ги уреди сите права и која ќе им овозможи на ЛГБТ луѓето да ги уживаат човековите права како и сите граѓани во нашата држава. Меѓутоа не е само законската рамка, бидејќи ние забележуваме дека кога постојат законски решенија, за жал, тие законски решенија често не се соодветно имплементирани. Односно, немаме соодветна имплементација, па законите остануваат само на хартија да важат. За жал, исто така, забележавме дека одредени законски унапредувања во последниот период и се случаи некои уназадувања, зашто повеќе кога зборува Драгана, меѓутоа само ќе споменам дека имавме супер закон за заштита, спречување и заштита од дискриминација, кој за жал не беше укинат минатиот месец. Па тоа е така, некои закони кои успеавме да ги донесеме, успеавме да се избориме за истите, за жал ете некако таа борба ни падна во вода за време на криза. Покрај неимплементацијата на законите, исто така може да се забележи и прекршувања и повреди од страна и на самите службеници кои работат во државните институции. За жал се уште и кај самите службеници постојат големи предрасуди, постои хомофобија, постои трансфобија, постои несензибилизираност за работа со ЛГБТ луѓе и службеници кои за жал не се доволно обучени да ги адресираат соодветно проблемите, да им помогнат на ЛГБТ луѓето кога имаат потреба од некаква помош или некаква гаранција на некакво право. Исто така ќе споменам дека за жал и општествената свест кај нас е на многу ниско ниво и за жал во нашето општество се уште постојат големи предрасуди и зголемено ниво на хомофобија и трансфобија, особено кога имаме зголемување на видливоста на заедницата во нашата држава. Па така од нашите мониторинзи, од нашето следење на состојбата забележуваме дека со зголемувањето на видливоста на ЛГБТ заедницата се зголемува и говорот на омраза, се зголемува дискриминацијата, се зголемуваат бројот на дела од омраза, што значи дека токму тогаш излегува на површина целото неприфаќање и оние предрасуди кои живеат и кои обстојуваат во нашето општество. За жал, во минатата година забележавме јавни личности, јавни говори кои на некој начин содржа хомофобија и трансфобија, што значи дека дури јавните личности кај нас, политичарите и власта, да речам, се дрзнува на некој начин да употребува говор кој
содржи омраза кон оваа заедница. Па така се доведува прашањето како ние ќе се бориме за заштита на овие луѓе и за осудувањето на говорот на омраза, кога кај нас и самите политичари го употребуваат тој говор во своите обраќања, во своите излагања. Оно што можам да кажам е дека имаме огромни бројки, стотици пријави за говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Меѓутоа, за жал, немаме осуда на овој говор и немаме казнување на сторителите на овие дела, односно на ширачите на говор на омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. А за жал, во некои случаи каде говорот преминал и во дела од омраза, немаме ниту осудување на и казнување на сторителите на дела од омраза мотивирани од сексуална ориентација или родов идентитет на лицата. Имавме некои напредувања во минатата година, како што споменав, во некои закони успеавме заеднички да се избориме за измени и напредувања, меѓутоа, како што кажав, одредени закони ни беа укинати, одредени закони останаа за жал само на хартија, одредени закони постојат и не се имплементираат, а за одредени закони се уште чекаме таа декларативна заложба да стане реалност, односно да се донесат нови законски решенија, да се напредат веќе постоечките и да се адресираат потребите на заедницата, на ЛГБТ заедницата во државата. Нашиот напредок како држава го следат и меѓународните тела, институции и другите регионални организации. На многу наврати ни честитаа за напредокот кој успеавме да го направиме минатата година, меѓутоа за жал честитката, повторно ќе кажам, паѓа во вода, бидејќи за жал не успеавме до крај да ги реализираме заложбите и до крај да успееме да ги унапредиме човековите права за кои се заложивме како општество и за кои државата се заложи како власт. Понатаму се надевам во текот на дискусијата, како што најави Елена, ќе разговараме и за начините на кои може да се унапредат човековите права, зашто ние се залагаме како активисти и како граѓански организации. Меѓутоа, во моментот состојбата е таква. Во моментот имаме огромен говор на омраза, имаме многу случаи на дискриминација кои за жал или не се пријавуваат, или кога ќе се пријават не добиваат разрешница, односно лицата кои дискриминираат, кои шират говор на омраза, кои се сторители на дела од омраза, за жал не се соодветно казнувани, тоа посебно кога се работи за дела кои се врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет. Морам да напоменам дека имаме двојни стандарди забележано, особено кај говорот на омраза, бидејќи имаме говор на омраза кој е заснован врз основа на други основи, кој е осудуван и кој е казнуван. Меѓутоа, неказнувањето на делата и говорот од омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, за жал, е некаква станат пракса од страна на нашите институции. Имаме непрепознавање на дискриминација од страна на институциите, непрепознавање на говор на омраза, непрепознавање на прекршување на права. И за жал тоа е нешто на што работиме и треба да продолжиме да работиме и во насака на сензибилизирање на институциите и нивно едуцирање за примена на законите и за застапување за донесување на нови закони и нови законски решенја кои ги адресираат потребите на заедницата. Оно што можам да го кажам накратко за моменталната ситуација во контекст на кризата во која се наоѓаме е дека за жал оваа криза најмногу ги погоди најранливите, односно сите заедници кои се живеат, кои јунака живеат на маргините на нашето општество, а во услови на криза само се продлабочи нивната ранливост и се продлабочија разликите кои постојат и кои овие луѓе ги туркаат уште подлабоко на маргините на нашето општество. Ги гледаме веќе ефектите од кризата, ги гледаме веќе ефектите врз благосостојбата на луѓето, врз економската состојба на луѓето, нивната социјална положба, културата и слично. И како што кажав, најмногу зависи од тоа која е нашата општествена положба во моментот и колку нас ќе не погоди кризата. Па така, во контекст на ЛГБТ заедницата,
Дефинитивно една од најмаргинализираните групи. Можам да кажам дека особено погодена од оваа криза, посебно од аспект на насилството, посебно од аспект на менталното и психичкото и физичкото здравје. И сметам дека, за жал, дел од мерките не успеа да ги адресираат потребите на ЛГБТИ луѓето, и дел од мерките дефинитивно не ги зема предвид потребите на најмаргинализираните заедници, меѓу кои и ЛГБТИ заедницата. Она што го видовме ние од истражувањето кое го спроведовме, кое го предводеше Елена, преку Националната мрежа за борба против хомофобија и трансфобија, е дека ЛГБТ луѓето најмногу се погодени во поглед на нивното психичко и физичко здравје, меѓутоа исто така и во поглед на насилството, кое за жал е зголемено со кризата и со мерките кои оваа криза ги донесе. Ова значи дека долгите карантински часови, долгите полициски часови, ограничувањето на слободата на движење, сето тоа влијаеше на некој начин врз сите нас и врз нашето психичко здравје, меѓутоа мораме да имаме предвид дека за некои луѓе да се биде надвор од дома значи да се биде јас, односно да се биде она што сум. Тоа е отежното доколку сме затворени дома, доколку имаме ограничување на слободата на движење, доколку имаме долги карантински часови, па тоа значи дека сме останавени сами на себе во една многу тешка состојба и особено тоа се покажува кај луѓето на кои менталното здравје им е и онака кревко поради другите состојби, другите работи низ кои поминуваат. Па така морам да потенцирам дека во услови на ваква криза, луѓето кои се повеќе дома, особено кои живеат се уште со своите родители, помладите ЛГБТ луѓе, се изложени на зголемено психолошко и физичко насилство поради нивното неприфаќање. Голем дел од ЛГБТ луѓето, младите ЛГБТ луѓе кај нас за жал се неприфатени од страна на семејството, во многу наврати се претрпуваат насилство, во некои случаи психолошко, меѓутоа во некои случаи физичко насилство, што го зголемува ризикот во услови на ваква криза, каде имаме вакви мерки, каде имаме долги часови поминати дома во средина која може да биде во некој случај неприфатлива, дури и насилна. Јас не би должела повеќе, би се вклучила понатака во дискусијата и би разговарале заедно со другите учесници. Ти благодарам, Јована, навистина офати многу работи, многу проблеми со кои што лично знам дека заедницата и голем дел од неа се справуваат и некако се трудиме да најдеме одредени решенија. Некои работи се имаат помак, некои не. Голем дел од работите кои што ги зборувам која што доаѓа од Министерството за труд и социјална политика, би дала збор да се осврне на работите кои што од нивниот аспект нели треба да се направат, она што е направено и кое е вашето мислење по однос на и на ова што доживеавме укинување на законот за спречување и заштита дискриминација, како од ваша страна влијае и што нели тоа значи во моментот. Дали има некои, можеби во моментот идеи и размисли, некои концепти поразлични од порано кои што ќе офатат нели ќе го офатат и подобрувањето на социјалната правда за ЛГБТ и луѓето, социјекономската положба и така натаму, така што исто така можеби би ве запрашала во однос на какво е вашето мислење и на интерминистерската соработка во делот на унапредувањето на човековите на права на ЛГБТ и луѓето, со оглед на тоа што, како што слушнавме од говорот на Јована, навистина захтева доста работа во доста полиња, па би сакала да го чуеме вашиот мислење и став по однос на она за кое што ве запрашав. Повелете. Ви благодарам многу, Елена.
пред се благодарам на поканата, што како представник на Министерството за труд и социјална политика сум дел од ова панел дискусија и секако жалиме што не можеме физички да маршираме на улиците, како минатата година која беше парадата поддржана од страна на представници на владата и заедно со ЛГБТ и заедницата и со сите поддржувачи маршира на улиците на Скопје. Меѓутоа, еве, нашата поддршка ја даваме и преку во услови на COVID-19 кризата, ја даваме и преку вклучување во вакви онлайн панел дискусии. Она што сакам на самиот почеток да го истакнеме дека навистина во изминатите 3 години Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Северна Македонија беа решителни и дадоа ја искажа поддршката во однос на воведувањето на концептот на еднаквост и недискриминација, како и во јакнењето на владењето на правото преку непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, а секако како еден од владините приоритети во однос на недискриминацијата беше и унапредувањето на човековите права и создавањето на една создавање на институционални капацитети за да може да имаме ефикасна заштита од дискриминација. За жал, сега од денес може да кажеме дека иако во еден долг и навистина транспарентен и инклузивен процес го создадовме Законот за спречување и заштита од дискриминација, во кој што учествуваа не само представници на институциите во владата, туку учествуваа и граѓанскиот сектор и представници на маргинализирани групи. Исто учествуваа единиците на локалната самоуправа, меѓународните организации. Самиот закон помина и доби позитивно мислење и од Венецијанската комисија, и од Обединетите нации, и од ОПСЕ, и од Совет на Европа. И кога имавме еден закон кој што ни е усогласен со ЕУ директиви и меѓународно признат како закон кој што навистина е закон кој што ќе допринесе до заштита и спречување од дискриминација по сите основи, вклучувајќи ја и сексуалната ориентација и родовиот идентитет, доведовме во ситуација да тој исти закон биде укинат од Уставниот суд. Нема да ја коментирам одлуката на Уставниот суд, само ќе кажем дека затоа и не е, бидејќи не е фер да се коментират одлуки на Уставниот суд, но ќе кажем дека сепак системот на заштита од дискриминација не е целосно укинат со укинувањето на овој закон, бидејќи не може целосно да биде пред се еднаквост и недискриминацијата ни е дел од Уставот на Република Северна Македонија, како највисок правен акт. Меѓутоа и голем број на закони од различните области од општественото живење содржат одредени антидискриминациони одредби. Повеќе укинувањето на законот допринесе да немаме во моментот комисија за заштита од дискриминација, која што со законското решение кое што беше укинето беше навистина унапредена со одредбите, работата на самата комисија, незината професионалност беше унапредена, но се надевам дека, не се надевам, како верувам и како министерство и како влада, црсто стоиме на ставот дека веднаш по завршувањето на изборите, законот ќе биде како еден од приоритетните закони ставен на гласање, значи што се формира новиот парламент, ќе биде ставен на гласање, а по меѓувреме на иницијатива на граѓанските организации се прави една мала измена во делот на постојниот текст на законот за уште подобро функционирање на Комисијата за заштита од дискриминација, особено во делот на изборот на членовите на оваа комисија. Направивме консултации
и со Собранието на Република Северна Македонија по однос на предлогот кој што беше доставен од граѓанските организации. Значи тоа е прифатлив и за нас, прифатлив и за службите во Собранието, се со цел да не ни се случаат ситуации како што имавме во минатото, да и по објавениот оглас за избор на членови на оваа комисија, поради недореченост во законот, немаме направено избор на комисијата, кој што е важен механизам за заштита од дискриминација. И она што сакам да го кажам во однос на институционалната поддршка на политиките за унапредување на животот на ЛГБТ и луѓето, е дека сакам да го спомнам формирањето на Националното координативно тело за недискриминација, кое е всушност владино тело, меѓутоа е координирано од страна на Министерството за труд и социјална политика, и навистина се даде една целосна институционална поддршка да се работи на сите прашања од аспект на недискриминацијата, како и на по сите основи, меѓутоа особено по на сексуална ориентација и родовиот идентитет. И како една од активностите и односно предлозите кои што излезе од работата на ова тело е активноста да се работи на еден прв пат во нашата држава е национален акцијски план за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето, за кој што веќе е формирана работна група и на истиот се работи. Се надевам дека до крајот на годината и со формирањето на новата влада, истиот акцијски план ќе биде донесен, ќе биде и усвоен од страна на владата на Република Северна Македонија. Она што е важно во изработката на овој акцијски план учествуваат сите релевантни институции, МВР, Министерството за здравство, Министерството за образование и наука, кои што се важни институции во однос на заштитата и спречувањето од дискриминација на ЛГБТ и луѓето, и кои што ќе имаат поврска од активностите и мерките предвидени во овој акцијски план да ги спроведуваат, да одделат буџет во рамки на тие институции и овие активности согласно временската рамка на националниот акцијски план да бидат имплементирани. Исто она што е важно и што сакам да го споменам е дека во рамки на Министерството за правда е формирана работна група која што работи на законски измени во рамки на правното признавање на родот, односно измени и дополнување на законот за матична евиденција, кои што се однесуваат на лицата припадници на ЛГБТ и заедницата, за да можат при промена да можат да ги променат податоците во својата лична карта во случај на промена на полот. И во делот на институционалната поддршка морам да истакнам дека од страна на институциите во рамки на владата таа институционална поддршка ја има ЛГБТ и заедницата, со сето она што вистина како активности беше направено во изминатиот период, почнувајќи од меѓународните конференции кои што навистина за прв пат се одржа во Република Северна Македонија, и тоа со поддршка на Министерството за труд и социјална политика и во однос на сите оние активности кои што беа превземени во делот на заштитата од дискриминација. Што е она да застанам овде? Може да, па понатаму ќе се надоврзиме во вториот дел со одредени други работи кои што имате или сакате да ги споделите со нас и со... Ајде, во вториот дел за можности на останатите учесници на панелот, во вториот дел ќе ви кажам и останатите работи. Ви благодарам. Добро. Фала и на вас.
Се надевам дека сето она што го споменавте ќе води кон една конзистентност и навистина посветеност во однос на сите институции кои што ги споменав, меѓутоа се надевам и на други, а се надевам и на вклучување повеќе и на локалниот контекст, не на само на националниот и секако не само преку легислативата и законите, меѓутоа и подобрувања во социјалата, се надевам дека и побрзо ќе одат активностите, промените на политики или креирање на нови, зашто ќе поразговараме, се надевам, во вториот дел од разговорот. Имаме едно прашање кое што е поставено преку Facebook платформата, претпоставувам, која што во суштина води кон дискусијата која што сакам да ја отвориме со колешката Драгана Дрндаревска. Прашањето е која е целта на укинувањето на законот за недискриминација, дали е привлекување на нови проекти, дали државните институции сакаат да решат проблеми или пак истите сакаат да создадат проблеми, односно поддржат криминал со цел да се покаже дека нешто се работи. Од друга страна, има прашање до Сдруженијата на граѓани кои беа реакциите по однос на укинувањето и кој беше исходот од истите. Ова е прашањето кое што сме го добиле од Глигор на интернет. Драгана, ова е и мал вовед во дискусијата која што ја започнуваш, што значат правните последици од укинувањето на законот за дискриминација, каква е ситуацијата. Знам дека имаш многу искуство и многу работа и труд вложено во унапредувањето на антидискриминацијата целокупно кај нас, па би сакала да се осврнеш на твоите поенти, што ова значи на национално, меѓутоа и на локално ниво, како и во однос на можеби превенцијата, која што многу ретко ја спомнуваме во суштина, ја спомнуваме повеќе заштитата или справувањето со проблемите, меѓутоа кои се твоите размисли во делот и на превенција и на институционалната поддршка во овој дел? Повели. Фала ти, Елена. Здраво на сите. Првен дем се заблагодарам на Јована и Бојан за учеството во оваа тркалезна маса како наши гости. Да, го видов прашањето на Глигор. Прашањето на Глигор е некако во двунаја што ќе го зборувам. Водни поздрав до Глигор Чанов, исто така активист на наша партнерска организација. Со целото укинување на законот за спречување и заштита од дискриминација, да го кажам, мојот став е дека не треба просто да се покажува со прст кон Уставниот суд, него кон претходниот состав на собранието. Значи, законот требаше да биде донесен со 61 глас, законот не беше донесен со 61 глас. И сега прашањето дали е добро уставен суд да укинува закон за недискриминација во време на вонредна состојба, во време кога постојано разгледува уредбите на владата баш од аспект на недискриминација, дали е подобро да се укине или да се поништи законот и така натаму. Значи, тоа е сепак една поекспертска дебата во која што може да имат секако различни мислења, меѓутоа фактот дека законот требаше да биде донесен со 61 глас, а не беше донесен со 61 глас. Пратениците се тие што гласаат закони во Македонија. СДСМ и коалицијата имаше владеачко мнозинство во претходниот состав и не успеа да обезбеди потребно мнозинство за овој закон. И видете, ние чекаме за овој закон, односно ЛГБТ луѓето во оваа земја чека 8 години да се донесе закон кој што ќе содржи сексуална ориентација и родов идентитет во него, кој што ќе го признае нивниот идентитет, нивниот живот за подеднакво вреден, за еднаков и вреден за заштита. Откако се донесе законот, после тоа чекавме 1 година собранието да го извади од фиолка и да го донесе. После тоа чекавме уште некои 8 до 10 месеци да се формира Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, што е клучен орган за да започне овој закон да се спроведува, и тоа не се направи. Нели во февруари се распушти собранието поради предвремените парламентарни избори. После тоа Уставниот суд го укина законот, нели, едноставно е. Треба 61, нема 61. И
сега сме по ситуација, повторно да чекаме избори, повторно да ги молиме политичките партии, повторно да покренуваме нивната јавна свест за потребата од законот, за по формирањето на собранието овој закон повторно да се донесе. Цела оваа ситуација, цела оваа борба за донесување на овој закон ни кажува каков однос генерално има државата и властите према човековите права и према еднаквоста на граѓаните. Видете, овој закон е важен за ЛГБТ луѓето. Овој закон е важен за ромите, за луѓето со попреченост, за политички неподобните, за оние кои што се различни, за оние кои што немаат врски во институциите, за оние кои што немаат моќ. Овој закон е важен за немоќните. Од тука и интересот за негово донесување од страна на оние кои што имаат моќ е речиси да не постои. Значи 61 пратеник не успеа да се соберат за да се донесе овој закон и покрај тоа што ова беше предизборно ветување и на СДСМ и коалицијата, меѓутоа исто така законот започна да се менува во времето кога уште Министерството за труд и социјална политика беше раководено од сегашната од ВМРО-ДПМН. Може би најтажно во оваа ситуација дека приказната за донесување на овој закон ги интересира властодржците и пратениците и различните политички партии само поради тоа што е и такако поврзан со ЕУ интеграциите. Како што спомна Јована, потребата да се донесе овој закон е поради усогласување на македонското, на домашното право со неколку директиви на Европската унија поврзани со заштитата од дискриминација. Меѓутоа, да, ова е аргумент за донесување на овој закон, меѓутоа овој закон, доколку не сватиме колку е навистина важен за напредувањето на човековите права на национално ниво и колку е важен за благосостојбата на граѓаните генерално, тешко дека понатаму ќе се има волја да се спроведе. Како што кажа Јована, нели законите многу често остануваат кај нас на хартија, па така што се донесе овој закон и нели го чекавме собранието да го избере новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, за да може овој закон конечно да заживее. Во меѓувреме ние сме речиси една година без клучното тело за еднаквост, односно претходниот состав на Комисијата се распушти во август, еве, нели за 2 месеци ќе дојде август, нели 10 месеци веќе немаме Комисија за спречување и заштита од дискриминација. Комисијата е клучното тело за еднаквост. Особено доколку земеме предвид дека постапката пред оваа комисија е лесно достапна, бесплатна, со новиот закон дополнително требаше да се унапреди ефикасност и ефективноста на оваа постапка, меѓутоа не се уште не го дочекавме тоа. За разлика од сите останати механизми кои што им се на граѓаните на располагање, како што е на пример судство. Знаеме дека судските постапки се коштаат пари. Исто така судовите не се така лесно достапни за граѓаните, застапувањето чини пари, со што пристапот на правда е многу полесен кога имаме тело како Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. И тука би сакала да се надоврзам на една клучна надлежност на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, меѓутоа воедно и надлежност на секоја друга институција во Македонија. Тука ја имаме Јована од Министерството за труд и социјална политика, која што сам ни покажува дека ова министерство и така се работува со ЛГБТ луѓето, со ЛГБТ организациите, се труди да ги унапреди состојбите, меѓутоа за жал морам да кажам дека не е исто и со останатите институции. Односно, за жал, се уште многу зависи од првиот човек во министерствата и од неговата волја и од неговото разбирање и желба за да ги унапредува состојбите. Поддршката што имаме од Министерството за труд и социјална политика не можам да кажам дека е на исто ниво останали на другите институции. Не велам дека немаме соработка, меѓутоа работите одат многу потешко и така да се изразам на буткање. Ова го гледаме со Министерството за труд и социјална политика не само во однос на приказната за ЛГБТ луѓето. Тоа го гледаме во приказната за родова еднаквост, во приказната за семејно насилство и така натаму. Значи, Министерството е надлежно и треба да ги координира и да се грижи за постојано напредување на овие состојби, меѓутоа еднаквоста е задача, обврска надлежност на секоја друга институција. Секоја институција сама треба да се осигура
дека низините вработени нема да дискриминираат, дека сите граѓани еднакво ќе ги третираат без разлика дали се лесбијки, дали се геи, дали се транс, дали се сексуални работници, дали се ВМРО, дали се СДСМ, дали се роми, дали не се и така натаму. Значи тоа треба да се осигура секоја институција засебно. Секоја институција засебно треба да се осигура дека кога регулира одредена област, треба да ги има предвид потребите на сите граѓани. Без разлика дали се тоа граѓани со попреченост, дали се роми, дали се ЛГБТ, дали се други маргинализирани групи. И оваа посветеност и оваа високо разбирање на проблематиката, за жал не ја гледаме од другите институции. Имаме чувство дека очекува дека тоа е надлежност, исклучива надлежност на Министерството за труд и социјална политика и дека тука нема никоја волја да се унапредуваат работите. Исто така и не се предвидуваат соодветни буџети. Значи, ние не можеме еднаквоста да ја имплементираме, да спроведеме во пракса, доколку немаме соодветен буџет за тоа. Доколку не размислуваме системски и не правиме интервенции на повеќе ниво. Например, со Законот за спречување и заштита од дискриминација ЕВЕ се овозможи побрза, поефикасна, со пократки рокови постапка за пријавување на индивидуални случаи на дискриминација. Тоа значи дека јас како маргинализирана граѓанка, како припадничка на ЛГБТ заедницата, треба да доживеам некаква дискриминација и треба да бидам доволно храбра, доволно омоќена, доволно еманципирана, да имам доволно поддршка од средината, од пријателите, од моето семејство и да одам да побарам помош, да го пријавам случајот во институција, да се застапувам за моите права, при тоа да имам храброст, да се соочам, да кажам некому дека јас припаѓам на ЛГБТ заедницата, да имам храброст и да имам соодветна поддршка да издржам дополнителна дискриминација доколку таа не се случи, што најверојатно и многу често се случува. И знаете, овој систем е заснован на моќта на маргинализираните заедници сами да се застапуваат за своите права. И затоа ги имавме и оние резултати дека во најголем дел подносители на претставки се токму здруженијата на граѓани, а не се поединечни ЛГБТ луѓе кои што се охрабрили и отишле да пријават случај. И ова ако се земе во контекст на тоа дека генерално граѓаните, не зборам за ЛГБТ граѓаните или маргинализираните групи, генерално граѓаните немаат доверба во институциите, не веруваат дека ако отидат во одредена институција, нивниот проблем ќе биде решен, дека ќе дојдат, дека ќе пристапат до правда и така натаму. Затоа е многу мала веројатноста во вакви услови во кои што живееме, само со една интервенција или овозможување на постапка за пријавување на индивидуални случаи на дискриминација да овозможиме пристап до правда на заедниците. Интервенциите мора да се случуваат на повеќе ниво и да се фокусираме кон спречување, односно превенција од дискриминација. Пред се, на ЛГБТ луѓето на нивниот пристап до правда влијаат независноста на институциите, нивната професионалност, нивната стручност, нивната одговорност и она што во Македонија го имаме секако политика на неказнивост. Доколку одредено лице кој што работи без разлика социјален работник, работи во Центар за социјална работа, ако при своето постапување стори дискриминација кон ЛГБТ човек или кон кој било друг граѓанин, или треба соодветно да одговара дисциплински согласно на закон, согласно со својата позиција што ја има и со грешката која што е сторена. И доколку го немаме тој систем на превземање на одговорност за повредите на правата на граѓаните кои што се случуваат и никој не е казнет континуирано за ова, тешко дека ќе оствариме никаков пристап до правда за кого било, а уште помалце за маргинализираните групи како ЛГБТ луѓето. Во овој контекст морам повторно да ги споменам нападите на ЛГБТ Центарот за поддршка. Досадна сум си сама на себе кога мислам и кога зборувам за ова. Затоа што првиот напад се случи 2012 година, едно од клучните барања и клучните ветувања исто така беше санкционирање на сторителите. 2020 година, 8 години подоцна, ЛГБТ организациите не добија пристап до правда. И во една таква ситуација, како од ние очекуваме, ЛГБТ индивидуалец, човек, без организација позади себе, да стигне до правда. Нели, малце ни е све тоа, далеку сме од некаков си посуштински
успех и никакви посуштински промени. Иако секако, донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација требаше да биде база, односно основа за понатамошна борба за сите останати права, без разлика дали е во областа на здравството, социјалната заштита, семејните односи, заштитата од говор на омраза и така натаму. Така што тоа се моите сепак јас верувам и мислам во овој момент одбивам да поверувам дека повторно ќе треба да чекаме уште година, уште 2, уште 10 за да се донесе овој закон. Ќе го искористам овој форум да апелирам до политичките партии овој закон да се донесе веднаш. Значи седницата се формира собранието, се формира работните тела на собранието, се формира владата и овој закон треба да биде веднаш потоа на агента. Повеќе немаме трпение да чекаме, значи ова ги надмина веќе сите граници на трпението. Со ваквиот однос на вистина правите маргинализираните групи да се чувствуваат непосакувано и нееднакво во оваа земја, не овозможувате пристап до права, човековите права на граѓаните не ги вреднувате и валоризирате. И воедно сакам да напоменам дека и во мрежата за заштита од дискриминација повторно наредна недела ќе иницира ги повика сите политички партии кои што ќе учествуваат на парламентарните избори да потпишат декларација за побрзо донесување на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Ова досега го имаме правено во неколку наврати, меѓутоа ние не се откажуваме никако. Иако имаме причини да бидеме демотивирани, не смееме да се го дозволиме тоа, бидејќи ние немаме друга опција. Значи тоа се опциите што ги имаме и понатаму да продолжиме да се бориме и да во реалност ги оствариме правата кои што согласно Уставот, согласно меѓународното право, согласно вредностите врз кои што е изграден уставниот поредок на оваа земја ни припаѓаат со раѓање. За сега тука да завршам, иако сакав да завршам малце на попозитивна нота, бидејќи сепак и во овој период се случија друго напредување на законската рамка, како што е кривичниот законник, законот за основното образование, законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Иако и тука имаме ниво на спроведување кое што се уште е мало, меѓутоа сепак имаме некакви напредувања со кои што може ние да се фалиме, не државата. За крај сакам да се надоврзам и на Јована во однос на постапката за избор на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Изминатиот период видовме дека реално не постоеше волја во собранието да се избере новиот состав на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и тоа да се направи во постапка која што ќе биде транспарентна, во која што ќе биде отворена, во која што граѓанските организации, медиумите и сите останати заинтересирани би можеле да следат и да се осигураме дека навистина најдобрите кандидати ќе бидат оние кои што ќе бидат надлежни да ги штитат човековите права и еднаквоста на граѓаните. Го поздравувам тоа што Министерството ја прифати нашата иницијатива да се измени член 18 од законот, односно да се дореди со цел да се осигураме дека собранието ќе спроведе вистински транспарентна и постапка за избор на членовите на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Тука ќе престанам, потоа ќе се случи. Фала ти, Драгана, за твоето сеопфатно излагање. Навистина наведе многу она што се работело и она што е навистина важно и како сето тоа влијае врз самата заедница, меѓутоа и врз односите, институции, меѓутоа и политика. Често зборуваме и за некоја политичка волја, нели ја спомнуваме за некои процеси да течат или некои процеси да се започнат дури, па и понатаму да се обезбедува нели таа конзистентност. Мене ми е драго што овој пат во една ваква дискусија имаме представник од така да речемете младите политички субјекти. Бојан, уште еднаш здраво, добре дојде. Би сакала како одредено надоврзување на сите овие претходни говорнички да се надоврзеш со твоја перцепција што всушност значи
таа политичка волја за работа на унапредувањето на правата на ЛГБТ и луѓето во нашата држава. Често зборуваме за висок степен на хомофобичност и на трансфобичност во редовите на политиката, на политичарите, меѓутоа и на младите политички субјекти и слично. Имало иницијатива за соработки и слично и за зборување на свеста на важноста на еднаквоста кај младите политичари, така да кажам, така што кажи ми го твоето мислење, како и вашите заложби, искуства, перспективи од аспект на зелените. Секако свесни сме дека Зелената партија во однос на човековите права го има приоритетот како вредност и така натаму, така што дали ќе можеш да ни направиш еден пресек на работите од однос на важноста на институциите, важноста на политиката, таа корелација како и она што од твое мислење младите политички субјекти треба да го прават во делот на заштитата на човековите права, а во случајот ЛГБТ и правата. Повели. Фала Телена, прво здраво на сите. Навистина ми е чест и навистина е реткост млад политичар да биде прашан за некои теми што не се толку актуелни. Многу е ретко и млад политичар да биде прашан за било што негде во јавноста. Мене ми е навистина мило што имам можност да говорам на една интересна тема и ќе прво ми е стварно мака за овие работи што збориме во 21 век, земја што сака да биде европска и што сака да биде дел од тоа европско семејство на модерно развиени земји каде што човековите права се еден темел на одвредностите, што веќе што во некои земји што не се не разговара веќе за тоа, него се разговара во напредување во сите оние сегменти каде што навистина недостига нешто. Прво во моментот муабетот за волја. Порано јас веля волја, веќе не велам волја, тоа е задача. Волја не, за мене веќе волја не постои. Не може да биде волја на народни избраници кои што ми е задача да се грижат за своите граѓани. За мене лично веќе се зборам прво како Бојан, волја не треба зборот да постои. Ние не треба да молиме. Наша работа не е да молиме. Тие луѓе се избрани таму да се грижат за сите граѓани на државата. Прво веќе толку години, 10 години сум активен во младински сектор и веќе размислувам и колку више ми е преку глава поделби, се делиме на хетеро луѓе, ЛГБТ луѓе, роми, сите се луѓе. И сега ние уште работиме, разговараме за некакви си поделби, каде што има еден многу интересен податок кај што вели и што не се споменува многу во јавност, колку млади луѓе се заминуваат од државата поради непочитување на човековите права. Ја имам мои другари што велат немам на кој да се обратам, ќе кажам имаше човек што беше нападнат, оди во полиција и полицајцот му вели, слушај братче, тоа е. Пријави, ќе биде, дали ќе биде денес, знаеме тоа, оно муабетот да го знаете велосипед кој ќе ти украдат. Идеш во станица и ти велат, остај пријавата, ако биде ќе биде. Ако нема доверба, имаме проблем. Довербата е клучна работа во цела оваа ситуација, затоа јас пак ќе се враќам на веќе за мене и мислам дека сите нас не треба да постои зборот волја, него тоа е задача на луѓето кои што треба да се грижат за унапредување на човековите права. Од друга страна, ова што се случи целиот процес на, ја го викам, циркус со носењето на прво беше убава работа, после беше молење, па стана не знаеме до кај сме, па стана за другиве закони не се збореше толку колку за овој политичките партија да збореа, ја до сега не знам што ќе направевме. Ќе бевме не знам каде. Имаше моменти каде што комисијата се одложуваше, па имаше кворум, па кворумот не доаѓаше, уствари кворумот што требаше да одбере комисијата, па се расправаше дење ноќе за работи што полот тие не ни беа дел на темата. После тоа претседателот што беше на тој дел него свикуваше тимот што требаше тоа да го сработи, не се собра, на крај се донесе законот, влеговме некоја заврзлана, прво сите прославивме законот е донесен, влеговме некоја заврзлана кај што се пониште ради немање на мнозинство. Прво на мене една друга работа ми е многу важна. Не може, ја ќе ги повикам и кажам дека е срамота сите тие 120 луѓе што седат таму да не го гласаат ова. Ова не беше нешто што требаше ние да бркаме 61 пратник, ова требаше да биде заедничка работа. Што збориме за закон за спречување од дискриминација на сите граѓани на оваа земја. Јас затоа не ќе да ги делам работите, а доаѓам до момент кога стварно сме револтирани, што треба да речеме, што треба да речат ромите, што треба да речат ЛГБТ луѓето, што треба да речат сите маргинализирани групи, што сега во корона криза они се во една ситуација што не сакам ни да размислувам колку им е тешко и за колку луѓе ние не знаеме
што се случува со нив. Баш кога од друга страна знаеме дека домот не е за секого безбедно место во оној период кога требаше да се седи дома. Така што повикувам на лична собствена одговорност секој оној што не го гласаше овој закон во собранието, што јас сметав и сакав да биде со консензус, а не да се искача во јавност да се разговара дека окей, има проблеми со внесување на одредена категорија на дел на категорија внесена во законот. Па каже кој што ви смета, кој е тој дел на категорија? Дај да го разговараме јавно. Прво е самото тоа дискриминирачки кога ќе речеш дека се внесува одредена категорија. Проблем е внесување на одредена категорија во законот. Значи дека што ќе правиме сега? Тие граѓани што не ни се свиѓаат, ние таму 120 што сме седнале, има граѓани што не ни се свиѓаат и тие што ќе им правиме? Не знаеме што ќе им правиме така, ама ќе разговараме за тоа и при тоа нема да донесеме закон што е во интерес за спречување на дискриминација, а за говорот на омраза не сакам ни да правам муабет. Луѓе што се сметаат дека имаат некаква не знам, своја лична перцепција и своја лично убедување и луѓе што навистина ги следат, што поради ликот, поради тоа што го работат небитно, јавно користат зборови што треба буквално се казнуваат од шала. Тоа не ни треба ние да разговараме. Имаш во еден ден ние вадавме принт скринови од говор на омраза, што имаше преку 120-130 принт скринови, што на тоа не знам дали реагирам, не знам дали некој платил казна. Прво ни треба правна држава. Без правна држава не правиме ништо. И тоа е факт. Ако нема тој што е омаловажен, тој што е навреден, тој што е повреден, ако нема кај да се пожали, ние не правиме ништо. Џабени се работни групи, џабени се документи, ако нема тој што ќе биде повреден, да нема кај да се пожали. Тоа е прва важна работа. Втора важна работа е образованието. Мене стварно не ми е јасно, веќе се донесовме во 21 век е 2020 година, учебниците ни се полни со дискриминација. Полни се со дискриминација. Жената требало да биде кујна, имаш под прашање у трето оделение децата учат што е фамилија е, мајка, празно место, дете, и таа дополни татко. Што се оние дечиња што немаат родител? Им почина родител, што се оние самохрани мајки? Што е со ЛГБТ луѓето што имаат друга перцепција што е фамилија? И кој е тоа што ќе каже што е правилно, што е фамилија? Така што на децата им се нанесува уште од почеток им се нанесува проблем уште во самиот процес на едукација. Ја и не сум сретнал во едукацијата, бар јас немам сретната, сменете ме ако грешам, да се споменува директно ЛГБТ луѓето во учебниците и борбата за правата или што е, како е, и со самото тоа доаѓа страф од непознато. Децата прво живееме во едно да речеме уште живееме во едно традиционално општество тука. Сите ние. Дури нашите родители, јас сум помлад, моите родители се растени во друг систем, сите тие што се растени во друг систем имаат малку поинакви сваќања можеби за оваа тема. И сега децата кога немаат во коренот на образованието едно објаснување нормално за човековите права, многу тешко доаѓаат после во сукоп со просто своите чувства, после со дел од родителите што живееле во некое традиционално општество, религиозно и небитно, па се до проблема што кај да се обратам ако вие две не ми функционираат. Еве не можам дома да се разберам. Еве образованието не ми го нуди тоа потребното, ама јас сум навреден и повреден и кога треба да идам да се обратам за помош од правен дел, јас тоа го немам. И тука што ми останува освен да се иселам. Тоа е многу голем проблем што би сакал да го потенцирам сега и на кој што треба сите заедно да работиме. Што се однесува до политичките партии, зависат многу работи. Страв, срам, обкружување и најбитно идеологија. Има партии што се полни со конзерватизам и внатре во самите партии се шири на хомофобија, која што после некои ја вадат многу неуко навор, а некои многу паметно буцкајќи ги другиве задржуваат во некаков начин, но ја користат тоа на група на луѓе кои што без проблем ја вадат надвор. Дел од нив и без да размислат. Те имам разговарано со многу луѓе, викам чекате што правите, знаете ли зашто зборите? Што правиме, ќе палиме луѓе на кладе? Што ќе правиме со луѓето? Што ви смета на вас? И немаат луѓето одговор. Ама нас некои велат, ама тоа вака, ама така традиција, нешто религија, тука се измешано и немаат конкретен одговор на тоа што се случува. Имаме конкретен проблем. И јас пак ќе се вратам на делот со едукација и образование и страф од непознато. И зошто тоа непознато е ставено непознато? Поради тоа што го нема во самиот корен од почетокот на образование и на нашава култура што имаме тука. Или не култура. Не е небитно. Така што
мојот што беше мојата приказна јас кога се вклучив во политика, дека бев активен доста време во граѓански сектор. Моментот кога борите за човекови права и како желба за промена, кога се вклучив јас во политика, само единствена опција ми е да бидам дел од Зелена партија. Зошто е тоа? Тоа е точно поради идеологијата. Не можам да се замислам да бидам десничар, зашто ни победување не сум, да речам некаков, не знам, демохристијанин или како да се нарекува тој, зашто и тие што го најголеми демохристијани не се демохристијани, зашто и дури и самата религија и вера потекнува да се сакаат луѓето меѓу себе. Не постои омраза, во ниедна религија не постои омраза. Нема таква работа. Така што дури во раководството на многу политички партии, јас знам и сигурен сум дека има многу припадници на ЛГБТ заедницата, но дали се дел од нив се прекрива, дел од нив јавно го кажуваат, па се искачале од партија. Поради наоѓање од 5 души тројца ќе ги осудат за нешто. Така што и луѓето си бараат опција каде што ќе се осеќаат најпрво безбедно. Имаме проблеми со безбедноста многу и со заштитата. Многу важна работа што не беше како Зелена партија што работевме прошлите години наназад, разговаравме на тема вклучување, на тема заштита. Закон е закон, но законот ако не функционира имаме проблем. Единствена работа што те штити од целата работа е заштитата и правдата. Тука каде што лежи вистинското, што ако не проработи законот. Еве го имаме на хартија. Еве и да се донесе утре. Ќе го имаме на хартија што ако не профункционира таму кај што треба. Така што многу нас не е важно делот во заштитата. Заштитата спрема ЛГБТ луѓето треба да биде еднаква како заштитата на сите граѓани на оваа земја, како сите граѓани на светов. Не смее да има веќе поделба на граѓанството или како се осеќаат според сексуална определба, не знам, според боја на кожа, национално сеедно. Според уставот сите граѓани се еднакви. Тука веќе дека нели многу интересно последно време сите се фаќаме за уставот, еве најбитната работа да спомнеме. Во уставот сите сме еднакви пред законите и пред институциите. Се тоа што го прави човекот нееднаков се казнува и мора да се казнува. И единствениот начин на санкционирање против сите овие хомофоби, сите оние напади, не сакам да зборувам за физичко насилство. Тоа си има определен кривичен законник каде што секој што ќе нападне физички некој треба да се одговара. Без разлика кој го нападна, уште посебно да нападнеш некого, прво не смеш да нападнеш никога, второ да нападнеш некого поради сексуална определба е навистина смешно. Моментот на едукација, законски измени се двата темели на кои што работевме во последниот период. Прво и како младинска организација, имавме така наречена Зелена академија каде што имавме млади луѓе кои што не се дел од идејата беше да имаме млади луѓе кои што не се дел од политичките партии, во ниедна политичка партија и што после академијата немаат задолжение, немаат никаква работа да треба се вклучат во партијата. Едноставно Зелена академија каде што имавме 5 различни викенди, на 5 различни теми каде што едниот викенд беше човекови права, другиот викенд беше стрикно за заштита и унапредување на права на ЛГБТ луѓето, каде што ни беше говорник и Антонио од Собрзен фронт. Така што наидовме на доста интересна дискусија каде што ја лично се соочив со момент дека навистина е потребно и вмрежување и едукација. Делот луѓето што беа таму прво им беше, дел од работите им беа нови, што е транс, што е би, па нешто чуле, па не дочуле. И сега ми вика еден дечко на крај, вика, ова вика све исто било на крај, вика, сите исто размислуваме. Ама имаме недостиг на информации. Така што навистина е битно информирањето, навистина е битно јавното говорење на оваа тема. Маја Марачанин, која е наш председателка на партијата, односно беше, се уште додека не до новиот состав, координатор на интерпартиска парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ луѓето. Има говорено доста на оваа тема јавно. Како партија јавно изразивме жалење и разочарување од сето тоа што се случи со законот за заштита од дискриминација, со тоа што и доста години бевме едни од погласните во заносење на овој закон заедно со граѓанските организации. Мене дури ми е моментов и глупо да речем дека се наша главна цел ќе биде носење повторно на законот за заштита од дискриминација, но тоа е реалноста сега и тоа е тоа. Главна цел ќе биде носење и дури мислам дека ако не се донесе во предвидениот рок и тоа Драгана што го рече итно, си постојат други начини на изразување на револт како протести нешто слично. Луѓето имаат проблеми, луѓето не се заштитени. Така што би завршил тука негде. Доколку има прашање ќе се вклучам подоцна и во вториот дел валјда ќе има уште некои прашања на тема. Фала.
Фала ти, Бојан, за исто така доста перспективи спомна од аспект на и на социокултурното живење и на политичката идеологија, која што де факто кај нас ЛГБТ заедницата долги години страда заради злоупотреба токму од политички кампањи и политичари се со цел популистичко освојување на гласови, билдање на омраза, што исклучително лошо влијае врз положбата и онемоќувањето на самата заедница, кога секојдневно општеството и доминантните говори, политики, постојаното повторување дека нели ние сме вакви, такви или онакви, дека не сме доволно добри, ја исто направи многу луѓе да сисаат, меѓутоа и многу луѓе да се обесрат брат да го покажат својот глас и визибилност во борбата за самата заедница и за нашето достоинство преди се. Има две прашања поврзани со образлагањето на Бојан, јас сега ќе ги поставам, има и други две прашања кои што се однесуваат на работата на Министерството за труд и социјална политика, на кои што ќе се навратам после од која Бојан ќе ги одговори овие две. Поставени се од Сузана. Едното прашање е кога, каде, колку пати во изминатите 3 години представниците на ДОМ во парламентот јавно ги изразија ставовите за кои што зборува подмладокот. Ова малку го долови Бојан со кога спомна интерпартиска парламентарна група, па ќе кажеш за тоа. И второто прашање за Бојан е како дел од коалицијата СДСМ Беса, како ДОМ ќе се справува со ставовите на Беса, а и на видни представници од СДСМ во однос на правата на ЛГБТ заедницата. Што разговарам? Повели Бојан. Ајде вака за првото, Сузана се вика, девојката господјата не битно. Вака се, Сузана, не во последните 3 години, во последните 10 колку пати споменуваме. Слободно можам да ти пратам мисите ние доколку е потребно контактираме, слободно можам да ти ги пратам мисите ние што ги имам да речам сега докази дека прашање, вака не можам да ти покажам. Колку пати си има реагирано на оваа тема, прво како Зелена партија идеолошки ние да зборуваме за ова. И нема други, имаме зборуване и во парламентот многу пати, но и јавно преку соопштенија, преку пресконференции, но и јавно заедно на настани, заедно со активистите и со граѓанските организации. Тука морам да ги споменам и навистина големата поддршка од Европските зелени, бидејќи ДОМ стана и полноправно член на Европската зелена партија, кај што во многу наврати Европските зелени доаѓаат тука и мислам дека има неколку средби, имавме неколку средби заедно со активисти и со граѓански организации, со кои што разговаравме, мислам дека последниот пат беше Томас заедно со, мислам дека и со Јована беше и со Драгана, некои од тука луѓе беа, каде што и навистина нивната поддршка е огромна во ова. И за нас е суштинско, ова не е само европските интеграции, се европски интеграции може да бидат и да не, ако не се понашаме европски тука, џаба некој ќе влеземе во некој сојуз или во некоја унија. Прво ние дома треба да се понашаме европски и да зборуваме за оние теми што ги засегаат сите оние маргинализирани групи, поточно сега како што е темава на денешнава дискусија ЛГБТ луѓето. Навистина многу се има зборано и слободно контактираме во било кое време, можам да ти покажам поточно на кои теми, подтеми се има и кои залагања. Второто прашање е доста интересно, како ќе се справуваме со ставовите на Беса. Нема да се справуваме, ќе разговараме. Беса се политичка партија, јас имам доста пријатели од таму. Не знам какви се нивните ставови моментално во врска со ова, зашто немам чуено, ако некој има нека дополни во врска со ЛГБТ луѓето, нашиот став е јасен. Сите луѓе се луѓе, поделба не сме да има, не треба да има. Секој има право на свое размислување, што е демократски, но од наша страна, од моја страна, страна на партијата, не постои дискусија во однос на ова. Можеме да разговараме, но ставот е јасен дека моментот на човековите прави, правата на ЛГБТ луѓето во држава е на многу ниско ниво. Имаме, тоа се наши граѓани, наши пријатели, што по нив сигурно не ги знаеме, зашто се плашат да ни кажат. Се плашат да ни кажат за да некој од нас да ни ги осуди. Така што со Беса, доколку има спротивставени ставови, не знам стварно, останува да разговараме и да се убедиме дека ова е една добра работа и дека сите граѓани се еднакви. И сигурен сум дека они мислат дека сите граѓани се еднакви, но доколку има некаква недоумица, нормално ќе разговараме. Луѓе сме со разговор, се завршува се. Фала. Фала ти, Бојан. Повели Драгана, праши збор. Сметам дека многу е значајно последното прашање,
особено со оглед на тоа дека веќе сте влегле во коалиција. И сметам дека политичките партии би било добро да влегуваат во коалиција засновано на идеологијата која носат со себе. Тоа треба да претходи на процес во кој што треба да ги испиташ ставовите на твоите членови во коалицијата во однос на клучните работи. Со оглед на тоа што знам дека ЛГБТ проблематиката и како е важна за Зелената партија Дом, сметам дека досега сте требале да знаете кои се ставовите на БЕСА и кои се нивните поведувања по ова прашање. И воедно, како наш клучен партнер во собранието, Зелената партија треба да знае однапред кои се тие пратеници, без разлика од која политичка партија доаѓаат и кои се тие партии кои што досега не го поддржаа законот и не гласаа за законот, и секако да разговараат, да застапуваат, да ги убедуваат, да се ценкаат со нив и така натаму, тоа што го прават вообичаено во македонскиот парламент. Така што би го замолила Бојан да искоментира на мојот коментар. Да, со супер. Добро и што ваквите дебата и што имаме можност да поразговараме на варавата. Вака, БЕСА сметам дека е партија која што парципира да биде дел од Европска коалиција со почитување на човековите права и јас затоа не сметам дека би имале некаков проблем во врска со ова. До сега јавно, како партија, немам чуено јас како се изјасниле по ова. Апсолутно дека треба да разговараме, вака на памет не ги знам кои точно не гласале точно за законов, тоа останува апсолутно и да се разговара и ја не привикам и ценкање више, нема што да се ценкаме, тоа е задача веќе. Затоа реков, не више волја, веќе задача и ќе се разговара и ќе се разговара. Во однос на коалицирање и такви некои слични ставови, најголема желба на помала партија е, кажам, од друга страна е да оди сама на избори. Политичкиот систем како што е во Македонија моментално е многу проблема и не би навлакал на таа страна. Но апсолутно Драгана е во право и се разговара и ќе се разговара во врска со тоа. Ја лично ќе се тука пред да кажам дека би разговарал и со ќе се нафатам да разговарам и со БЕСА стрикно на оваа тема. Јас лично. Фала ви. Јас сега ќе поставам прашањето кое што се однесува на МТСП, односно две прашања се за се надевам Јована од МТСП ќе може да го образложи тоа. Едното прашање е дали одговорноста за институционалното прифаќање на еднаквоста завршува ако се во наводници имплементира во сопствената институција. Во случајот кој е одговорноста на МТСП како носител на политиките за неодговорноста на другите институции, што прави МТСП за да влијае на другите институции, што направи конкретно МТСП за да го спречи неуставното донесување на законот кој вели неодамна падна на уставен. И уште едното прашање е дали Министерството за труд и социјална политика реагираше на говорот на омраза на политичарите, ако имало таков случај, кога, каде, кон кого, ако не, зошто било така. Повели Јована. Ви благодарам, Елена. Има уште едно прашање од Глигор Цанов за колку е подготвено МТСП за подршка на ЛГБТ заштитите на пазарот на трудот. Дали воопшто се размислува за подршката на возрастните лица од ЛГБТ заедницата кои што се исклучени од пазарот на трудот сите овие години. По редоследот на поставувањето на прашањето, така ќе одговорам. И тука ќе ја начнам и она што е наша предизвик за периодот кој што доаѓа. Тоа го спомнав националниот акцијски план за унапредување на положбата на ЛГБТ и луѓето. И во тој акцијски план, всушност, една од областите на која што ќе се работи е токму пазарот на труд, односно вработувањето и пристапот до пазарот на труд на ЛГБТ и луѓето. Значи, една стратешка цел на акцијскиот план ќе биде токму тоа, а секако самиот акцијски план кој ќе биде во некаква драв верзија, ќе биде достапен за јавна дискусија, значи ќе се организираат дебати не само во Скопје, туку и во останатите градови во државата, така да многу прашања кои што нема да бидат или биле заборавени да бидат вклучени во тој акцијски план ќе бидат
доколку се јави такво прашање на јавните дебати, и доколку е конструктивен предлогот, ќе биде дел од овој акцијски план, така да секако на ова прашање посветуваме внимание, особено за подршка на ЛГБТ заедницата на пазарот на труд и заштита од секаков обид на дискриминација што се јавува во пристапот до пазарот на труд на овие лица. Во делот на прашањето за институционалното прифаќање на прашањето и дали само доколку МТСП е институција која што имплементира одредени закони, дали тоа значи институционално прифаќање или се завршува само со МТСП. Сакам да одговорам дека Министерството труд и социјална политика е институција која што е надлежна за креирање на политики и имплементирање на истите во делот на еднаквоста и недискриминацијата, и таа е всушност институција која што ја координира работата на останатите институции во рамки на владата во однос на еднаквоста и недискриминацијата. Имаме формирана интерминистерска или група на која што се дискутира за прашањата од еднаквост на еднаквост и недискриминацијата и за спроведување на обврските кои што ги има превземено пред се владата како одговорна институција, а со самото превземање на одговорноста на владата, тоа значи дека и останатите институции треба да бидат посветени на имплементирање, односно на реализација на сите оние обврски и одговорности кои што им се согласно закон. Законот го координира и го предлага Министерството за социјална политика, како и националните акцијски планови кои што се донесени, или пак стратегијата за еднаквост и недискриминација, тоа не е документ на Министерството за социјална политика, тоа е документ на сите институции. И одговорноста треба да се бара од самите институции, затоа што сметам дека во изминатиот период Министерството за социјална политика навистина покажа одговорност и посветеност кон прашањето на еднаквост и недискриминација. За мене не е неуставно донесување на законот. Реков, нема да навлегувам во одлуката на Уставниот суд, меѓутоа мојот став личен е дека законот ќе беше донесен согласно Уставот и не требаше да биде укинат од страна на Уставниот суд. Впрочем, не сум правник, меѓутоа помеѓу правните експерти има и поделени мислење за тоа дали законот бил донесен противно на Уставот или согласно на Уставот. Јас го делам мислењето на оние експерти кои што велат дека законот си е донесен согласно Уставот, председателот го потпиша указот на самиот закон и таквата иницијатива за неуставно донесување Уставниот суд требаше да ја отфрли. Во однос на говорот на омраза на политичарите, јас сум координатор на интерресорската група за еднакви можности на жените и мажите, која е формирана во рамки на владата, значи со одлука на владата, и како интересовска група имаме реагирано во голем дел од говорот на омраза што беше на кој што сме сведоци изминатиот период. МТСП реагира на неспроведувањето или кршењето на одредбите од законот, меѓутоа и целта на донесувањето на новиот закон и сите оние обврски кои што и надлежности кои што се дадоа на Комисијата за заштита од дискриминација беше токму тоа, да Комисијата за заштита од дискриминација реагира и покренува постапки во однос на говорот на омраза кон политичари. Фала ви. После овие излагања, прашањето за сите учесници во овај онлайн настан би бил: кои се вашите идеи за следни чекори од секој од ваша перспектива
што мислите дека поитно треба да се работи, како би можело тоа да се работи, и така натаму, чисто ваша перспектива. Може да почнеме со Јована од ЛГБТ центарот. Повели, Јована. Тешко прашање што треба да се прави понатаму и зашто треба понатаму да се залагаме, особено поради тоа што се наоѓаме во криза здравствена, се наоѓаме во изборен процес, предизборие, веќе повеќе од пола година немаме парламент, немаме влада, и некако и во минатото се покажа дека нашето залагање и нашето застапување многу зависи нормално од политичките процеси и тоа е нешто што од кое јас и на нашите организации стравуваат во иднината, дека токму поради овие случувања, поради изборите, поради здравствената криза, повторно ќе се најдат на некој начин изговори за продолжување на некои процеси, за започнување на некои процеси, за унапредување на човековите права на ЛГБТ луѓето. Оно што можам да го кажам јас од аспект на некоја представничка на граѓанска организација, активистка, е дека ние секако ќе продолжиме да се залагаме за донесувањето на Законот за спречување и заштита од дискриминација, и тоа итно, како што кажа Драгана, и формирање на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Меѓутоа, ние нема да застанеме тука, бидејќи, како што напоменав уште на почетокот на оваа дискусија, ние сме многу назад и треба да направиме многу големи чекори за да ги унапредиме на вистина правата на ЛГБТ луѓето во државата. За жал, кај нас се уште ЛГБТ луѓето немаат пристап до правда. За жал, транс луѓето се уште немаат пристап до соодветна здравствена заштита. За жал, дел од луѓето се уште дискриминирани, се уште претрпуваат насилство и како што напоменавме на повеќе наврати, немаме соодветен одговор и осуда и казнување на овие насилства и на овие негативни појави. Меѓутоа, исто така има и многу посуштински, односно други суштински проблеми, како што се тоа дека луѓето не можат да, односно нивните партнерски заедници се уште не се признаени во нашата држава, се уште транс луѓето одат надвор од државата за да направат операции, зафати, односно нашата држава не овозможува покривање на овие операции во нашата држава и да бидат покриени од фондот за здравствено осигурување, наспроти тоа што сите луѓе, па вклучително нели ЛГБТ луѓето, се еднакви граѓани во оваа држава, плаќаат даноци како и сите други граѓани и треба да ги имаат сите права како и останатите граѓани, да имаат пристап до истите услуги и до специфичните услуги кои им се потребни како дел од оваа заедница. Ние ќе продолжиме, како што кажав, да застапуваме за унапредување на законодавството, меѓутоа мора да продолжиме и да притискаме за имплементација на истото, бидејќи, како што кажав, не смееме да дозволиме да остане само на хартија. Потребна е политичка волја, за жал многу процеси ни зависат од политичката волја, многу процеси зависат од тоа како за жал ќе се договорат во парламентот и како ќе можеме да издействуваме, да дојдеме до некои законски решенија и напредување на законската легислатива, меѓутоа јас се надевам дека по изборите и по формирањето на новата влада и парламентот ќе се формира повторно и ќе продолжи да постои интерпартиската парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ луѓето, бидејќи оваа група навистина ни беше голем сојузник и преку оваа група навистина успевавме да издействуваме одредени позитивни промени и оваа група навистина се залагаше за унапредувањето на човековите права на ЛГБТ луѓето. Јас навистина се надевам дека во изборниот процес ќе успееме повторно да ја формираме оваа група и дури да ја направиме и посилна и побројна и ќе најдеме пратеници кои и понатаму ќе застапуваат за унапредување на законската рамка и ќе застапуваат и ќе бидат гласни во еднаквоста и нашите барања за подобар живот на ЛГБТ луѓето во нашата земја и унапредување на човековите права во сите области.
Фала ти, Јована. Јована од Министерството за труд и социјална политика, дали имате уште нешто да додадете, некои други идни планови, дали можеби има некои планови за подобрување на состојбата со антидискриминацијата на локално ниво. Коалиција Маргини со ХЕРА неколку години веќе, а сега веќе и мрежата за заштита од дискриминација со поддршка на Фондацијата Отворено општество поддржа формирање и работа на локални механизми како начин за унапредување на рамката за заштита од дискриминација на локално ниво во неколку општини. Активни се во моментот во Штип и Струмица. Меѓутоа, со работата на локално ниво видовме дека навистина е потребно и поголеми знаења, се работеше и на едукации со овие мултисекторски тела за заштита од дискриминација и така натаму, меѓутоа тешко се доаѓа и до финансии за некои поголеми активности, меѓутоа и самото разбирање на дискриминацијата. Така што дали можеби имате нешто во овој контекст на локално ниво, како министерство, дали можеби ќе поддржите во иднина вакви тела и слично, пошто тоа се тела кои што се покажаа како еден успешен концепт, меѓутоа сепак со оглед на тоа што се составени од повеќе чинители од сектори, комисиите за еднакви можности на мажите и жените на општината, од невладини организации, од одделите за бесплатна правна помош при Министерството за правда на локално ниво и така натаму. Овие тела имаат навистина можности и шанси да му помогнат да се приближат до граѓаните. Идејата беше тоа да се приближат до најранливите, сиромашните, оние кои што не можат да стигнат до помош правда, можеби некои од нив и не ги знаат нели процесите, не сите се инволвирани во и ја знаат дискриминацијата како појава и така натаму, па и поголемо прекршување на човековите права, па можеби ако имате некои предлози, идеи или слично за на локално ниво или ваши иницијативи. Во моментот започнуваме со измени и дополнување на законот за еднакви можности на мажите и жените. И не случајно во последните измени кои што беа направени на овој закон се додаде надлежност на комисиите за еднакви можности, координаторите за еднакви можности на жените и мажите покрај народовата еднаквост да работат и на концептот на еднаквост и недискриминација. Запознаена сум со иницијативите на граѓанските организации во Струмица, во Штип и таа активност, да, и во Куманово, и таа активност ја координираат токму координаторите за еднакви можности на жените и мажите во овие општини. И со измените на сега со новите измени кои што ги правиме на законот за еднакви можности на жените и мажите, токму ќе работиме и на зајакнувањето на подобрувањето на законските одредби за подобро функционирање на овие комисии на координатори на локално ниво и секако формирање на некакви тела кои што ќе се грижат во рамки на самата општина, кои што ќе се грижат за полесен пристап на ранливите категории до заштитата од дискриминација. Во измените на законот се вклучени исто и граѓанските организации, значи во државата, институциите, така да се надевам дека до крајот на годината ќе имаме еден закон кој што ќе дава нови можности на единицата на локалната самоуправа за да си ги заштитат граѓаните кои што живеат. Сепак градоначалникот заедно со советот и општинска администрација треба да се грижи за граѓаните кои што живеат на нивната општина. И онаа што сакам да го кажеме дека во изминатиот период беше подготвен и предлог текстот на закон за родово базирано насилство, кој што е усогласен со Истанбулската конвенција. Законот го помина, беше усвоено од владата и сега се наоѓа во собраниска процедура, но поради изборите, значи ќе чекаме новиот парламентарен состав и тој ќе биде еден од приоритетите за кој што се залага Министерството за труд и социјална политика, затоа што ние се предлагач да биде усвоен на седница на собранието и каде што очекуваме да се биде унапредена превенцијата и заштита од насилство, родово базирано насилство, а особено од насилството врз ЛГБТ и луѓето. Значи со самиот закон се дава одредени надлежности и ингеренции на локалните самоуправи,
што ќе значи на дополнување на законот за еднакви можности во делот на работата на комисиите и на координаторите за еднакви можности. Инаку, во наредниот период, наши предизвици ќе бидат донесувањето на националниот акцијски план за подобрување на положението на ЛГБТ заедниците, луѓето, за да се направи до крајот на годината евалуација на стратегијата за еднаквост и недискриминација, која што ќе биде основа за изработка на една нова долгорочна стратегија, да се започнете процесот меѓутоа до крајот на годината да го завршиме и процесот подготовка на методологијата за собирање на статистички податоци, иако изработката на методологијата и на измената на кодексот на државни службеници кој излегува од Законот за заштита и спречување од дискриминација кој што е укинат, сепак ние продолжуваме да работиме на овие два документи за да можеме да го подготвиме системот и да бидат во функција што се донесе новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација веднаш после изборите. Ви благодарам, да. Јас доаѓам од друг град и знам како е и колку е тешко заедницата да стигне до било какви информации или па идеи за заштита, а сметам дека лично дека општините и како имаат улога и можности тоа да го прават, па се надевам дека можеби и ова што го разговараме сега преку оваа платформа навистина ќе допре и до локалните власти со оглед на тоа што навистина имаат можности кои што стојат на располагање, може да се прават, може да се обезбедуваат финансии, така што сметам дека ако се може навистина се сака посебно за ЛГБТ заедницата заради тоа што како група сметам дека на локално ниво е скоро ништо направено, многу малку или ете во одредени општини каде што има поддршка преди се од граѓанскиот сектор. Фала ви Јована уште еднаш, има доста планови, се надевам го држиме Министерството за збор, како и нели сите тие работи со оглед на тоа што на сите ни се важни, особено важно е да се спомене дека ЛГБТ и луѓето се жртви доста и на семејно, на домашно насилство, што мене особено ме погодува. И од истражувањата кои што ги правиме на мислењето или барем на оние од заедницата до кои што може да стигнеме, треба да се трудиме да стигнеме и до повеќе луѓе, се бараат и подобри механизми, односно некои шелтри или некои места за заштита или при итно насилство и слично, така да можеби во идните планови сметам дека државните институции во една интерсекторска соработка треба да обезбедуваат на државно ниво со државни средства вакви места за заштита и при акутно насилство, меѓутоа и при пролонгирано домашно насилство за луѓето на кои што им е потребно, а знам дека треба и самите луѓе од заедницата го бараат тоа. Така што се надевам дека го знаете, знам, меѓутоа препорака да се вклучи и во следните планови на работата на Министерството и секако финансиската поддршка се надевам ќе се сколеми и за постоечкиот шелтер, сигурна куќа кој што Хелсинскиот комитет за човекови права и ЛГБТ центарот го менаџираат. Повели Јована, доколку имаш уште нешто да додадеш или нешто што мислиш дека го пропуштивме или го пропуштив да те прашам. Драгана? Да не мислеше на мене. Драгана. Се извинувам. Драгана, да. Добро, окей. Вака, сакам да завршам првен со еден апел до политичките партии кои што учествуваат на изборите. Прво и основно, овие избори да ги утнат, односно да не ја злоупотребат ЛГБТ заедницата во предизборна кампања, своите политички противници да не ги квалификуваат со зборови поврзани со нивната сексуална ориентација, родов идентитет и така натаму, да не ја заплашуваат јавноста со ЛГБТ луѓето. Тоа се работи кои што претходните како сме ги виделе во политички кампањи, без разлика дали биле локални парламентарни избори. Ова се работи за маргинализирана заедница на која што повеќе од за која што е потребна поддршка, така што ефтините политички поени да не се печалат на грбот на маргинализираните групи, помеѓу ЛГБТ луѓето. Понатаму јасно е дека конзервативните демохристијанските партии, тоа го видовме и за време на
годишното владење на ВМРО ДПМН дека не можеме од нив да очекуваме поддршка, не можеме да очекуваме напредување на човековите права до одреден степен. Меѓутоа, сепак сметам дека за закон за недискриминација, како што кажа и Бојан претходно, мора да има консенсус. Значи, ние мора да се договориме дека сите сме еднакви. Тоа е уставна вредност, тоа е втемелено во секое современо демократско општество. Сепак сте демохристијани, нели? Демоасоцирана демократи, најверојатно, и така се доживуваат себе си. Така што од тој аспект еднаквоста мора да биде заштитена и да биде на високо ниво. И сега понатаму, останатите права за кои што ги се бори ЛГБТ заедницата се секако предмет на понатамошни дебати, убедувања, аргументирање и така натаму. Меѓутоа, за еднаквоста сите треба да се сложите и сите треба да го изгласате законот, што е можно поскоро. Затоа што обратно на еднакво општество, неасоцирано општество во кое што едните се сметаат за повредни, другите се сметаат за помалку вредни, тоа се фашистички општества. Значи, мислам дека дури не конзервативните партии не сакаат тамо да одат, или барем не е јавно. Може да се помислат, меѓутоа не сме повеќе таква држава. Тоа ми е првиот апел. Апелирам исто така да ја поддржат декларацијата и да се обврзат пред ЛГБТ луѓето и пред останатите маргинализирани групи дека законот ќе го донесат во најскор можен рок. И за крај сакам да се навратам до уште една важна поента на која што не потсети Бојана, тоа е образованието. Апелирам да започне Министерството за образование и наука и генерално област образование сериозно да се зема предвид од страна на која и да е следна политичка партија која што ќе формира влада, односно коалиција. Бидејќи досега тоа што го гледаме е еден несериозен однос кон секторот образование, неспроведување на реформи, недостаток од инвентивност, недостаток од буџет за унапредување на ова област. Образованието е една жива материја која што постојано треба да се напредува. Значи, ние сега имаме образование кое што ги учи децата, ги учи нашите ученици како да не ги почитуваат, како да ги прекршуваат човековите права. Имаме образование кое што пропагира машка супрематија, кое што пропагира шовинизам, образование кое што пропагира расизам, образование кое што пропагира хомофобија и трансфобија. И уште имаме искуство на универзитетски професори овие вакви ставови да ги бранат како слобода на нивна научна мисла. Значи, не сте заштитени од слободата на научната мисла, затоа што тоа што го пишувате не е научно. Прве. Значи, тоа се стереотипи, предрасуди, кои што вие лично ги имате или ги имале вашите предци, сега вие ги перпетуирате со државни пари, со јавни пари, со пари, исто така и од ЛГБТ граѓани. Така што апелирам образованието да се смета за сериозна инвестиција и да започне конечно да се реформира. Да се реформира вистински пред се преку напредување на квалитетот на содржините и преку покажување на позитивни репрезентации на ЛГБТ луѓе, позитивни репрезентации на жени, за зборување за феминистичката борба, за борбата за правата на ЛГБТ луѓето во позитивна конотација. Така што мораме образованието да го доведеме во 2020 година за да почнеме од тука да се развиваме. Без тоа не правиме ништо понатаму и сите овие мерки кои што понатаму ги превземаме со цел да се поправат работите кои што се сгрешиле во образовниот процес. Така што тоа се двете клучни работи со кои што ќе завршам и се надевам дека ќе имаме парламентарно мнозинство кое што ќе формира нова интерпартијска ЛГБТ парламентарна група побројна од досегашната и која што уште одлучно ќе се застапува за правата на ЛГБТ луѓето. Фала ти, Драгана. Бојан, што можеме да очекуваме во следниот период?
Добро, ако до сега зборев емоција поопшто емоции со повеќе емоции своји лични гледувања како млад човек, активист и после како партиски, сега би прешол на кратко само во неколку подиректни работи. Работи што ќе се работат во наредниот период, ќе ги најавам уште од сега. Ќе работиме во 3 сегменти во наредниот период што се многу важни, блиски до оваа тема. Така што би биле едукација, законски измени вмрежување. Во делот за едукација подготвуваме повеќе неформален дел во едуцирање на првично како младинска организација кон младите, но потоа и како политичка партија кон сите граѓани. Најавам уште сега во крајна фаза на подготовка на заедничка соработка меѓу МОДОМ, нашата младинска организација, и младите зелени од Англија и Велс, со кои што подготвувам одлична, огромна кампања за унапредување на правата на ЛГБТ луѓето. Затоа сега ја кажувам многу едноставно, ама ќе биде во огромна соработка и со граѓанските организации, зашто тоа е поинтата на мрежувањето и во изнесувањето на сите ние работи што сакаме да ги изнесеме во јавноста. За да не биде дека зборуваме сите, да не остане така, ќе биде навистина многу зборувано за еднаквост и за сите оние теми кои што не се доволно разговарани во јавноста и за заштитата на младите лица кои се припадници на ЛГБТ заедницата. И за сите оние проблеми со кои се соочуваат во нивното секојдневие, да не збориме многу генерално, него детално ќе разговараме за сите оние проблеми што се соочуваат во нивното секојдневие и да најдеме начин за јавно да го промовираме тоа и да ги ставиме на куп сите овие работи што ги кажав и претходно во една кампања и заедно со искуството од Англија и од Велс, од целата територија на Велика Британија, искуства каде што Зелената партија има навистина голем напредок во овој дел, каде што јавно представени ЛГБТ лица се на навистина високи функции што извршуваат и внатре во партијата, но и јавни функции во самото општество во Англија. Така што ќе биде навистина интересно и тоа ќе се случи не кефме сега, сакаме после изборите, да не му се наметне некоја политичка конотација, зашто сосем друга идејата на се тоа и многу големо ќе биде за некој да му залепи некаква политичка конотација на сето тоа. Политичка окей, но да не му се залепи партиска, зашто политика и партија не е исто. Втората работа што би сакал да кажам се законските измени и иницијативи што би се потегнале во наредниот период. Многу е важно и ќе биде покрај тоа што сите се сложивме тука дека од државна важност носењето на законот за спречување на законот дискриминација. Така што се согласиме тука и како држава и како представник на министерство и сите ние и како партии и како граѓански организации, дека тоа ќе биде приоритетно. Ја би се задржал некои други работи. Ќе бидеме навистина гласни во делот со комисијата, професионална комисија за спречување и заштита од дискриминација, зашто е тоа важно, го кажавме претходно. Без луѓе кои што со страст, со пасија и со искуство го работат тоа, не гледам дека ќе имаме некоја промена многу голема од ова се што го имаме. Пак ќе речем не само да го донесеме законот, него и функционирање од локално па се до национално ниво и до правно ниво. Втората битна работа што ќе биде во делот за унапредување на човековите права е делот каде што ќе се допрецизира кривичниот законник во однос на делата поврзани со говорот на омраза. Тоа е многу битна работа, сметаме дека има уште делови кои што треба да се направат, работиме на тоа. Комисијата за човекови права ги подготвува забелешките кои што сите овие работи сега што ќе ги кажам ќе бидат јавно разговарани и со поединци, но и со организации. Кои што тоа ќе биде нашата идеја, но нормално не сме ние непаметни на светот и ќе треба една соработка каде што би донеле до финални решенија што би ги презентирале во идната влада собрание сеедно. Многу интересен дел ќе биде ќе предложиме измени во закон за медиуми со нагласка на порталите да бидат како јавни медиуми, со тоа што и јас лично сметам и како партија сметаме дека има премногу портали и секој еден од нас на некаков начин е медиум. И како индивидуа е медиум, но и како веќе кога си организиран во смисла на портал или како се водиш како дури на медиум, тоа во нашиот закон не е негде уредено. Ќе поднесеме измена во законот со тоа што целта би била спречување на целони говор на омраза што се случува на социјалните медиуми, што е далеку можеме да кажем 90% поголем од она што можеме да го видиме на традиционалните медиуми, зашто социјалните медиуми се и фри и достапни се на огромен граѓани, така што би била една навистина голема работа. Го најави и претходно, ќе бараме јавно ревизија на сите учебници основно и средно образование. Уште го работиме делот за високо образование, каде што ќе светаме дека треба да се сменат многу работи. И таму требат, но уште се работат овие детално основно и средно образование, каде што кажа и Драгана, кажа и Јована, кажавме сите дека навистина има
и хомофобија и расизам и шовинизам и да не повторувам, така што е битна работа образованието да почнеме од негда. И уште една работа исполнал правилникот за начин на вршење на полициски работи, и во тоа ќе предложим измена каде што полициските службеници ќе може да се постачат и да се постачи кон нив со одговорност кривична при вршење на секакви нивни дела кои би ги нарушувале човековите права. Овие се ги најавам како клучни 4 што би биле, така што ќе бидат разговарани со активистите и со граѓанските организации, што мислам дека ќе донесат до некој степен поголемо унапредување на човековите права и слободи. И на крај, нормално вмрежувањето, станува тоа истата соработка како до сега, ќе гледаме што можеме да сме повеќе во помеѓу граѓанските организации, граѓаните. Битно е да слушаме што мислат LGBT луѓето, што е тоа што им се нивни секојдневни проблеми со кои се соочуваат, да работиме на подобрување на здравствениот, правниот, економскиот и образовниот систем, и нормално соработката продолжува со вас и уште еднаш фала на поканата. Фала ти, Бојан. Да, кажа една важна работа, што ЛГБТ и луѓето мислат, што бараат. Се надевам дека од сите инстанции ќе имаме поголем слух за потребите и во иднина посакувам сите инволвирани да сме насочени кон креирање на политики кои што се креирани врз основа на потребите на ЛГБТ и луѓето, а не само како институционализација на ЛГБТ и барањата и слично. Доколку никој би немал што да додаде, гледам дека барем до мене не стигнале други прашања. Јована, повели? Само уште минута ќе одземам. Заборавив да споменам исто многу важен аспект за напредувањето, односно одржувањето на првата парада на гордоста. Не знам како успеав да заборавам, иако сме во месецот на гордоста. Оваа година, како што кажав, заради кризата не можеме да физички да одржиме парадата на гордоста, меѓутоа исто така сакав ова да го споменам од аспект на тоа дека ние планираме и понатаму да маршираме на улиците. Секако во моментот тоа е и повеќе од потребно, бидејќи како што кажав, немаме реализирани човекови права на ЛГБТ луѓето и сакаме да бидеме видливи и да протестираме заеднички, да продолжиме. Јас се надевам дека ќе успееме и понатаму да се одржуваме парадата на гордоста и сакав да го споменам како многу значаен аспект, бидејќи го пропуштив, не во месецот на гордост. И уште еднаш им пречеститам на сите месецот на гордост. Фала ти, Јована. Да, повели, Бојан. Уште една ја сами текна на работа. Сад да кажам на почеток, ама се измешав со работиве други, што сад да кажам. Една јавна порака да упатам до сите дека тоа што марширавме прошлиот пат не беше журка. Тоа беше протест. Тоа е многу важна работа сите да знаат, дека многу имаше по портали па се случи журка, па забава. Тоа не беше забава. Тоа беше протест за сите овие работи што ги кажавме сега. И ќе има уште многу протести такви. Нема да има журки, ќе има протести. Има каде се журкаме, но има работи што луѓето што беа таму излезени за жал протестира за основни фундаментални права. Така што уште еднаш да ги потсетам сите и да им кажам дека тоа не беше журка, беше протест и дека ќе се случуваат уште многу вакви протести во иднина. Борбата за човекови права нема да застане никад, нема да застане ни со сите овие работи што ги збориме сега, и дури кога ќе биде све потполно, наша задача е како активисти да бараме се повеќе и повеќе, а задача е на избраниците од народот да го исполнат, така што апел до партиите да се грижат за своите граѓани, да се борат за напредување на човековите права, и апел до активистите да бидеме уште погласни во делот со ова, и апел до сите LGBT луѓе да не се плашат, да јавно да зборат за се она што им пречи, затоа што не се сами и има навистина голем број луѓе што ќе им помогнат во секоја ситуација и во секоја потешкота во секојдневието. Фала ти, Бојан. Да, и јас од мој име лично сакам да кажам дека да, треба да бидеме уште погласни, уште поактивни. Има многу демотивирачки моменти и слично, меѓутоа лично сметам дека сепак борбата за нас, за нашето достоинство, нашите животи треба да поаѓа исто и од нас, кој колку може се разбира. На Скопје Прајд му посакувам уште долгогодишна традиција во зголемувањето на видливоста на ЛГБТ и луѓето, на ЛГБТ и културите, квир културите. Многу ми е криво што оваа година заради вирусот засега не се одржа ни Скопје Прајд викендот. Се надевам дека можеби
ако имаме услови, наскоро ќе се случи тоа. За мене тоа е еден од најубавите и најзначајните културни настани во Скопје. На Скопје Прајд му посакувам да шири порака на љубов, славење на различноста, на поинаквоста за сите. Се разбира во другиот дел на сите и од институционална гледна точка и од аспект на граѓански организации посакувам да предлагаме, се бориме за политики, како што кажав, инклузивни, креирани според потребите на маргинализираните групи на граѓани, да се трудиме да сепак се трудиме, се залагаме за што поеднакво општество и во економска и во социјална смисла, поеднакви по закони и така натаму, меѓутоа и подобар живот за сите на крајот, заради тоа што сушно сакаме сите во подобра средина да живееме без такви наметнувања и празни само политички ветувања. Така што доколку нема повеќе прашања, јас би ја затворила на ова нота оваа дискусија. Ви благодарам уште еднаш на сите што не следеа преку Facebook. Овој разговор ќе биде понатаму поставен на страната на мрежата на заштита за заштита од дискриминација, ќе можете да ја проследите и на секој индивидуално одговорниците им се заблагодарувам за одвоеното време и навистина одличната дискусија. Фала ви. Поздрав!